До објава на Трамп за војната во Иран, одредено количество на нафта се продава за половина милиарда долари. Минута подоцна, цената паѓа за 14% и некој заработува милиони. Случајност или однапред позната информација? Додека светот ја следи војната со Иран, на берзите се врти друга битка за милиони, па дури и за милиарди долари. Кој заработува од политичките пораки? Дали големите берзи и пазари во светот некој ги злоупотребува за инсайдерски профит? Да си кажеме денеска со инвестицијските менаџери Кирил Куцуловски и Дарко Шимуновски. Добре дојавте во студиото на Телма. Благодарам. Во време на тензии на војна природно е пазарите да реагираат во секунда, но она што го видовме последниве недели отвора сериозни дилеми, огромни трансакции со нафта, вредни стотици милиони долари се случуваат само минута пред клучните политички пораки на првиот човек на САД и веднаш потоа цените нагло паѓаат, берзите растат, а оние што тоа го предвиделе и вложиле многу пари заработуваат милиони. Дали станува збор според вас како луѓе кои долго време работите како инвестицијски менаџери и советници, станува збор за врвна пазарна стратегија, за среќа или пак за нешто што оди чекор понатаму? Вака на прва, па потоа ќе зборуваме во детали. Јас започнам, може? Повелете, да. И како претходниот пат кога се видовме тука, повторно да кажам, ова е еден од најпредизвикувачките моменти во мојата кариера, се почесто и почесто ги добиваме. И тоа што го видовме на бирзата веќе станува нормала. Да, има ситуација која што е геополитички шок, бирзите реагираат бурно, има значителен пат на почетокот и потоа корекција. Низ целиот тој пат, всушност што го гледаме најмногу е огромен раст на волатилноста, односно колку брзо се менуваат цените. Додека да завршат тие први неколку недели, излегува дека единствено што може да заработате, да, пример, тие сомнителни трансакции кои што беа поставени со нафтата на почетокот, а од друга страна дури и тие што оделе премногу ентузијастички купували, и тие што продавали и оделе шорт, односно се обложувале дека ќе продолжи да паѓа берзата. Ајде полека, прашањето беше многу конкретно. Дали станува збор за врвна пазарна стратегија, за среќа, коинциденција или пак за нешто што мириса на нешто друго? Ќе одиме во детали, ќе објасниме што се случуваше во неколку понеделници од како почна војната во Иран и по неколку објави на претседателот Трамп на Твитер. Симуновски, што мислите вие? Очигледно дека не станува збор за среќа и не станува збор за некоја брилјантна стратегија. Работите што ги гледаме во позадина на начинот на тргување и моментот на тргување има индицира за сосема спротивно, така да ова не е само во ситуацијава со Иран. Тоа го гледавме уште од почетокот кога дојде на власт Трамп, до ден денес. Значи, имаше неколку ситуации, вклучувајќи и тие што беа лани во април. Видовме некои такви ситуации каде што имаше инсайдерско тргување, така да се уште, знаете, како викаат, каде што има чат, има и оган. Најверојатно за такво нешто станува збор. Реков дека природно е кога се случува војна или поголема криза, а и Куцуловски објасни, природното пазарно однесување е таа брза реакција на пазарите. Пазарите се нели многу чувствителни, сензитивни и секоја поголема вест, односно посилна политичка порака, бурно ги потресува во еден или во друг правец и веројатно тоа е нормално и за очекување. Она што е чудно, што она што го спомнавте вие се повторува неколку пати во неколку наврати од како почна војната во Иран на 28 февруари, неколку понеделници во март кога вообичаено берзите се тивки или тој период за тргување нема ништо посебно, кога не се очекува одлука од федерални резерви, кога нема ништо значајно во економијата, се случува прво голем обем на трансакции, а и по суми на вложени и пари. И тоа е нешто што мириса чудно и што ги тера дури американските власти да отворат истрага. Меѓутоа, како вовед, објаснете на почетокот наједноставно што значи тоа да се инвестира, да се тргува шорт со нафта и како се заработува кога цената паѓа. Бидејќи нафта не се тргува на Wall Street, на оние берзи на кои што се тргуваат акциите. Станува збор за посебни пазари. Се тргува во Чикаго најмногу, има платформа која што е во Нью Йорк, NYMEX е платформата, но како и да е, се тргува на многу други пазари, имаме и во Сингапур и на други места. Да се тргува шорт, наједноставно објаснато е да се купи осигурување против
падот на нафтата, односно дека ако цената на нафтата падне, тогаш ќе добиеме пари. Добро. Накратко кажано, Со еден пример, например, нафтата тој понеделник и тој во 8 часот наутро по американско време цената изнесувала $108 за барел. Што значи во тој момент да се купат фьючерси или како договори, да се склучат договори на шорт, значи дека цената ќе остане таа како што е или дека ќе падне. Само да појасниме за публиката, значи сите тие видови на тргувања се викаат деривативи, деривативни тргувања. Дали ќе бидат тоа фьючерси или call или put options. Добро, да ги поедноставиме термините, да ги преведеме на македонски. Тоа значи наједноставно кажано да се обложуваш дали цената ќе оди нагоре или цената ќе оди надолу. Добро. И по некоја така симптоматика во тие моменти некој баш моменти пред падот на нафтата имаше шорт позиција, односно да се обложил дека нафтата ќе паѓа надолу. И имаше еновно голема добивка. Тоа се случи. За потсетување само, за гледачите станува збор за тој понеделник на кој му предходеше најава од страна на американската администрација, веројатно и лично од претседателот Трамп, дека ако до тој момент Иран не попушти на неговите барања, ќе разори енергетската инфраструктура на земјата и веројатно сите исплашени од таквите најави прогнозираат дека цената на нафтата ќе расте до недоглед, бидејќи уништена инфраструктура, неможност за нафта, нели, и се повисока цена. Меѓутоа, веднаш во понеделникот Трамп вели давам дополнителен рок, ништо од ова нема да се случи сега за сега, и цената паѓа нагло. Тие 14%, во меѓувреме има уште еден датум со такво тргување на 15% кога паѓа нафтата и за колкава сума станува збор? Колку пари може да се заработат со еден таков договор? Тоа пак зависи колку леверидж, односно колку фактички со народски кажано позајмица за да се обложиш дека оди цената надолу. Од тоа зависи. Значи може да биде пута 5 од вложените средства, може да биде пута 10. Значи тоа зависи од тој што одлучи да тргува. Тој како во обложувалница? Па така нешто, може да се објасни така, затоа што де факто ти се обложуваш дали ќе оди горе или ќе оди долу. Така да тоа е механизмот. Потребни се големи суми на пари за да се склучи таков договор, нели? Не може без пари да се Може, значи од најмала сума до најголема зависи кој е толеранцијата на ризик на тој што ја прави тоа тргување во моментот. Така да тоа тука нема лимити, но меѓутоа како што кажав, доброто е тоа што во таков начин на тргување постои многу поголема можност на заработка со пари што ги немаме, но ризикот како со пари што ги немаме? Па тоа значи дека ако пример да речеме ако имаме да речеме 1000 евра облог дека нафтата оди надолу и ако имаме со позајмица леверидж што го 5 пута 5, значи ние де факто имаме како да имаме 500 наместо 100 првично што ги имаме. Но мора на пазарот да пристапиме со одредена сума. Не можеме без пари да тргуваме, тоа велам. Не можеме да се обложуваме. Сакам да кажам дека тие 100 вредат како 500 ако се погоди тоа. Точниот резултат. Да, ако не се случува познато во тргувањето margin call, каде што мора да се покрива позицијата затоа што веќе си во минус ако оди хипотетички нагоре, а си се обложил доди надолу. Мислам дека вака најпластично Куцулски, да додадете нешто за да се дообјасни како. Прво рековме, на Wall Street не се тргува со нафта, се тргува на берза во Чикаго. Се тргува и во Wall Street затоа што има ETF-и на нафта. Така да секој може од секаде да тргува, вклучувајќи и Wall Street. Wall Street оди на ETF, тоа се фондови што се врзани со цената на нафтата и како што се специализирани менувачници за комодитети, како што ги спомна колегата за во Чикаго, и тие тргуваат директно со самата нафта. Сега Комисијата за тргување со деривати што отвори истрага во меѓувреме по овие неколку сомнителни сделки, забележа дека истите играчи, истите трговци кои се обложувале на шорт, односно дека цената на нафтата ќе падне за кусо време, играле на обратен процес, на лонг, односно дека берзите, акциите на берзата цените ќе се зголемат, што е природно кога има добри вести дека војната наскоро ќе заврши или ќе има примири или има мировни преговори, цената на нафтата ќе падне, меѓутоа цената на акциите на берзата ќе се
пораснат, ќе се раздвижи берзата, така и тоа е природно. Да. И тука некој заработува двојно. Да. И од едниот процес и од другиот процес. Може и во исто време да се прават. Ако нели Тоа е ако нормално пазарно стратегијата- однесување, нели? Нормална пазарна стратегија. Дефинитивно, така и се однесува и целиот пазар и повеќето значителни институционални трговци. Всушност тоа што пробуваат сите бирзи да го направат е да ја вкалкулираат цената на долгорочно повисока нафта. Што тоа значи за светот? Не е прашање на нели специфично дали војната ќе продолжи или дали ќе се рушат мостови и сето тоа, туку тоа што значи за цената на нафтата, затоа што тоа има далекосежни последици по сите сектори. Добро, сега како изгледа во пракса една трансакција од половина милиарда долари, бидејќи во тој еден понеделник после во третата седмица на март беше забележена сума од половина милиарда долари, за каков обем на договори станува збор. Не може да се случи ова што Симуновски го вели, некој без пари да пристапи да склучи договори. Мора да има огромна сума на пари. Јасно. Тоа во превод значи дека не станува збор за трговци поединци кои од дома за лаптопот седат и тргуваат. Туку станува збор за големи компании, веројатно големи хедж фондови или инвестициски фондови или некои енергетски компании или некои луѓе што имаат многу пари. Во оваа ситуација станува збор за најверојатно некои видови на инвестициски фондови, најверојатно станува збор за тоа, дефинитивно станува збор за претпоставувам можеби институционални играчи во полето на пазарите или можеби некои одредени физички лица што се енормно богати и што можат да си дозволат еден таков влог. Во таа ситуација дефинитивно со таа бројка дефинитивно е некој што има големи средства на располагање. Јас тоа што кажав примерот беше дека самата берза има такви механизми што дозволува секој да може да тргува независно на сумата. Тоа само сакав да објаснам за публиката. Инаку во оваа ситуација дефинитивно стануваше збор за сериозни играчи. Нема секој капацитет прво да пристапи со толкави суми. Второ, и покрај тоа што веројатно некој сметал на некаква инсайдерска информација или на некаква дојава, сепак е многу ризично да се стават толкави големи суми и да се Па и не е ризично да се предвиди. ако информацијата е сигурна. Ако информацијата е сигурна и доаѓа од право место. Па тоа носи собствен ризик ако информацијата е дојдена од нелегитимно место, тоа представува огромен конфликт на интереси, инсайдерско тргување. Јас би рекол дека тоа е поголем ризик отколку всушност да промашиш една трансакција од половина милиарда евра. Па да. Добро, мене ме чуди зошто пазарите во светот реагираат толку брзо на изјави или на твитови на политичар кој се смета и го запозна и светската јавност, поголемиот дел го доживува како доста контрадикторен, како човек кој многу често ги менува ставовите, многу често ги менува изјавите, едно пишува сабајлето, друго вечерта. Зошто пазарите не станаа отпорни на ваквиот тип на негови писанија со оглед на тоа што треба со резерва да се зема тоа што го кажува Трамп, бидејќи видовме дека ако дозволиш, ја би сакал ситуацијата е многу едноставна. Треба да се разбере дека пазарите, финансиските пазари реагираат на сентимент, реагираат на тренд и реагираат на макроекономска ситуација. Така да сентиментот и трендот доаѓа од вестите што се случуваат. Со пазарите секогаш така било и секогаш така ќе биде. Затоа што пазарите се реагира на такви краткорочни случувања, но меѓутоа и се пред своето време кога треба одредени работи да ги видиме во економијата, пазарите веќе тоа го оставаат во нивната цена, дали ода надолу или ода нагоре. Али во оваа ситуација дефинитивно станува збор за сентимент и па дури и тренд. Добро, или да го направам прашањето подиректно. Инвеститорите на тие пазари веруваат во ваквите пораки на Трамп или пак реагираат дека ризикот на вистина може да се Ова е повеќе дека може би се точни на вистина пораките? Повеќе е реакција. Повеќе реакција, особено тоа доаѓа овие големи промени што се случуваат на пазарите, ги прават институционални играчи. Не можат тоа да го прават физички лица, дефинитивно. Но меѓутоа во нашите колеги ширум светот, вклучително Америка како најголем, најсилен пазар, дефинитивно тие сакаат да го намалат ризикот и затоа сакаат да се осигураат дека
ако веќе таа вест што дошла, дека најверојатно добро е за нивните средства да реагира според таа вест. Дали е таа позитивна или негативна? Добро, освен ова што се вели сензитивност и брза реакција, што е природна, дали можеби станува збори за алгоритам, бидејќи нели напредна технологија, дигитализација, можеби се ставени таму и клучно и автоматизирано е тоа кога ќе има зборови како примирие, завршување на војна, нагло да се цените на берзите да растат на акциите, или обратно, или повеќе станува збор за сепак човечка одлука, човечки подпис. Па, алгоритми не се воопшто нови. Алгоритми постојат на берза, алгоритмско тргување од рани 2000-ти. Тоа што мислам дека малку и се уште го немаме прифатено е колку индивидуални ритейл, малопродажни трговци постојат на берза и колку тие допринесуваат во волатилноста и во бурните реакции и тоа што го видите. Например, јас ако ставам алгоритам, и на тој алгоритам му кажам, воред, земај сето тоа што нели председателот на САД или некој друг политичар го кажува со огромна резерва, земи го со огромна резерва, спореди го спрема други извори, следи трагата на како реагирал пазарот и сето тоа. Тука веќе додавам некоја ладност, нели, во правењето на одлука. Но просечниот индивидуален трговец, и тоа го гледаме кај нашите клиенти, во бега дека реагираат бурно кога има вакви промени. Секогаш има една доза на паника, леле, дали сега светот ќе пропадне, што ќе се случи, дали ќе има војни и сето тоа. И затоа се особено кога Трамп ќе денови. напише, председателот на најмоќната држава во светот ќе напише дека ќе уништи енергетската, сега ќе видите вие ќе се уништи една цивилизација, имаш и такви. Да. И командант на врховните сили со извршна моќ врз војните сили на САД. Не постои министер кој што би можел да го сопре во целата таа структура. И да, затоа можете да разберете зошто се бурни реакции. Особено тие помалите инвеститори. Да, зошто? Вие не би биле исплашени доколку го прочитате, тоа имате вложено целата своја животна заштеда? Добро, од друга страна велите, многу е поопасно и поризично, барем според нормалната логика, некој да тргува со инсайдерски информации, односно да добие дојава, па да игра според таа информација, отколку да загуби голема сума на пари, да оди на среќа и да погоди веројатно. И во таа смисла, што е потешко да се поверува сега? Обратно го поставувам прашањето, дали дека некој 3 пати поред погодил кога се кладел со стотици милиони долари, или дека имал пристап сепак до информација до која не смел да има. Изгледа сомнително, нели? Изгледа сомнително. Ајде да видиме што ќе излезе од истрагата, да се надеваме дека во тие западни институции многу поригорозна ќе биде истрагата и како ќе излезе на крај. Верувате дека ќе биде поригорозна истрагата во услови кога контролните агенции во САД кубурат со кадар, подготвувајќи емисијата, прочитав дека Комисијата за хартија од вредност од 32 инспектори се свела само на 20 инспектори. Дека многу луѓе од административните комисии што треба да го контролираат ова, немаат доволно луѓе. Си заминуваат луѓето од работа. Веројатно и вие знаете сте. Немам причина да мислам дека истрагата е компрометирана до сега, немам доказ и не би сакал да шпекулирам. Каде е границата помеѓу легитимна пазарна стратегија и злоупотреба на информации? Видлива ли е таа? Јасна е, прецизно одредена законски, или пак може да станува збори за сива зона? Дали ако некој човек од најблискиот круг на председателот, од администрацијата негова, зборува со пријател кој предводи инвестициски фонд и само му рече не се грижи, нема да се продлабочи војната, е доволен сомнаш или доволно кажал како не се толку аматери, знаат што прават, не оди преку инвестициски фонд. Дали се поставени јасни граници или сепак станува збор за границите се поставени во трастовите кои што ги имаат формирано, кои што теоретски би требало да заштитат од такви манипулации. Сега е прашањето дали управителот на трастот има дојдено до тие информации пред да дојде целата јавност или не. Доколку немаме доказ дека управителот на трастот не добил таква информација, не можеме да сметаме, да кажеме да, дефинитивно се случила злоупотреба, за тоа треба доказ и треба, нели... Затоа велам колку е тешко или лесно да се докаже нешто вакво во пракса. Каде е разликата од пријателски разговор по телефон до дојава на информација специфична? Докажување на вакво нешто е екстремно тешко. Дефинитивно, меѓутоа сомнежите од тука произлегуваат од овие видови на тргување.
и од тука се појавуваат сомнежите. Али според мое оценување, јас се следам доста американската економија и општо и ситуацијата во САД. Секогаш најголемиот фокус и мој личен и за нас како фонд е америчкиот пазар, дефинитивно. Така да мислам дека се уште многу работи се нејасни, има индикации на злоупотреба, затоа што има еден вид на етичко, како етичко треба да се тргува, кога станува збор за фонд менаџери и така натака. Инсайдерско тргување е една од сериозни прекршоци, дел од сериозни прекршоци што би можеле да се појават, но сепак се уште без круцијален доказ не можеме само да шпекулираме дали било така или не било така. Еве еден брокер од голем хедж фонд во Њујорк, еден од коментарите што беа дадени после ваквите сомнителни трансакции, вели тешко е да се докаже причинско-последична врска, но мора да се запрашате зошто имало толку агресивна продажба 15 минути пред објава на Трамп, а сомневање изрази дури и спикерот на иранскиот парламент Галибав, кој ја негираше изјавата на Трамп дека САД и Иран почнале преговори, и тој рече ова се лажни вести заради манипулирање со финансиските и нафтените пазари и за бегство на САД и Израел од мочуриштето во кое се заглавени. Политичка порака која додава, значи политичка изјава која додава и момент на сомнеш, и после се ова, после реакцијата и на голем број американски политичари од Конгресот и од Сенатот, особено од демократската провиниенција, Американската комисија за тргување со деривати отвори истрага. И сега што точно треба да утврди една ваква институција за да дојде до расплет на себе ова за кое ние денеска само зборуваме како нагаѓање и шпекулација? Сакам да појаснам дека делот каде што Трамп излага јавно и со смирувачки тон и смирувачки пораки, тоа го прави нормално со намера да ги заштити пазарите. Тоа било кој да беше председател ќе го направеше во оваа ситуација, во таа ситуација во тој момент. Затоа што ние знаеме дека Америка е поимот на капитализмот. Во денешна доба САД е поим за капитализам. Во таа ситуација сега во САД статистиките дури покажуваат рекордни бројки дека 47% од семејствата, од сите во САД што живеат, се влезени во берза. Дали малку или повеќе, без разлика. Така да, нормално како председател на САД, тоа е негова одговорност да придонесе да ги смири пазарите во таа ситуација. И мајки го предвид ова дека речиси половина од американците инвестираат на берза, какви би биле последиците ако се докаже злоупотреба? И за пазарите, и за довербата, и за сите генерално како инвеститори. Вие во вашето досегашно дводецениско искуство како извршни директори на инвестициски фондови, имате ли вакви случаи, еве, кога во светот некаде се тргувало врз база на инсайдерски информации? И каков расплет тоа добило? Само корекција, јас сум член на неизвршниот одбор на директори во Вегат, за волја на вистината. И да го одговорам прашањето, во вакви ситуации плаќањето на глобите и оштетата кон берзата која што понатаму иде кон трговците од другата страна, многу често трае многу подолг период. Важно да се забележи дека трастовите преку кои што се прават често овие трансакции имаат и огромни средства во нив, така да можеби побрзо би се вратила. Во принцип би требало да биде глатко, би требало да биде плаќање глоба, плаќање оштета, земање одговори. Сето тоа зборам на берза што се случува, дали можеме ние што останува, дали пазарот може да закрепне од тоа? Да може, но повторно ќе кажам, тука е толку тешко да се докаже директно, нели, дека имало нешто и за да имаме разврска, што не знам дали воопшто ќе се случи. Тоа што сега не интересира сите кои што се бавиме со инвестирање е што се случува на долг рок со поскапа нафта. Дали можеме ова да го издржиме, дали може индустријата да продолжи да произведува со волку скапа нафта, дали може да се достави. Станува веќе збор за економски прашалници. Да, и тоа големи, посериозни економски прашалници, искрено многу поголеми од половина милиарда. Добро, тоа е друга тема. Денешната тема е овие тргувања сомнителни. Да. И сега
Прашањето е пак конкретно, еви да го продлабочам и да го надоградам. Бидејќи ги следите работите од блиску, имате ли ваши прогнози од прилика или математики колку пари се истргувани во овој период како почна војната во Иран во едни вакви сомнителни сделки кога се случуваат непосредно пред или по силни политички пораки од политичарите? Конкретно за колкави суми станува збор? Конкретно немам точна екзактна сума, но меѓутоа знам дека станува збор за трилиони долари истргувани во овој период. Затоа можам да потврдам дека дефинитивно многу големи суми на тргување. Волуменот на тргување во таквите ситуации растеше за од тоа просечното што обично се случува. Гледавме дека на одредени акции ETF-ови, особено на ETF-ови за нафта, за суровините на нафта, за Brent oil, за crude oil, имаше доста голем волумен на тргување. Дали во дел од вашите просекот? Дали во дел од вашите кариери досега сте биле сведоци, односно сте слушнале, виделе некаде во светот да се тргувало врз база на инсайдерски информации, па потоа да следела санкција, да бидел докажан случај и такво нешто? На кој може да се присетите во моментов? Во моментов јас не можам да се присетам на некоја конкретна ситуација каде што имало и од другата страна одговорност. Па бидејќи има толку енергија, толку нафта и толку енергија во прашање, мислам дека најблиско до ова би било Ендрон, доколку се Кој, како говорев? Ендрон. Да, Ендрон. Да. Рани 2000-те огромна енергетска компанија, внатрешни манипулации се за тоа, но доколку се разгуби половина милиарда долари вака вложени и вака направени, веројатно би било близу Ендрон. Добро, војните и геополитиката секогаш создаваат можности за огромни профити. И веројатно историски може да се присетиме, не е само сега. Ако се навратиме неколку години назад кога почна војната во Украина, кога Русија нападна Украина, исто така имаше поголеми и помали осцилации и движење на светските пазари. Типично секогаш кога се појавува некоја криза или геополитички конфликт, војна, обично берзите во рок од 1 месец има голема волатилност и се случуваат падови. Но меѓутоа после месец и пол до 2, после се случува закрепнување. Обично трендот така бил, така беше и во случајот со Украина Русија, така беше и во овој случај. Откога се случи војната и се случи до 10% пад на берзите, па после се вративме на нови рекорди. Јас и кај вас на емисија која бев на почетокот на годината кажав дека очекувам волатилна година. Кажав дека ќе има и падови, но ќе има и нови рекорди. И тоа се случува, но како што кажа колегата Кирил, тоа ќе се надоврзам. Дефинитивно сите овие ситуации ќе имаат големи силни реперкусии на пред се на економијата, па после и на пазарите. Моето очекување од сето ова што се случува, ако продолжи да биде теснецот, хормузскиот теснец затворен, барем уште 1 месец, мислам дека сосема известно дека ќе имаме една вид на стагфлација. И таа стагфлација може да повлече и да тригира краш на финансиските пазари. И може да се случи од Јапонија, што многу луѓе сега не го гледаат, го немаат фокусот тука, затоа што економијата на Јапонија 90% од нафтата што ја зема токму од тука. Од хормузскиот теснец поминува, нивното снабдување на нафта. Тоа значи повисока инфлација. Кога ќе дојде до повисока инфлација, во тој случај може да се случи јапонската carry trade, тоа значи да ги ликвидираат своите финансиски средства, своите позиции на америчките пазари и другите, и за да ги повлечат назад во јен. Тоа може да биде исто тригерот и исто така репо маркетите, и секако приватните кредити се голем ризик за краш. И вие имате вакво црно сценарија, ако потрае војната, уште цел мај, да речеме дека ќе има финансиски крах од поголеми разбени? И поголема економска криза под лавок? Прво мислам дека нема да имаме сериозна војна низ цел мај. Не се согласувам со тоа. Мислам дека ќе имаме ограничена војна, односно конфликт, дека ќе биде нарушена трговијата низ Хормуз. Сигурно ќе ако остане теснецот затворен. Да, не нарушен. И вие рековте прашање е до кога може светот да издржи со овие количества на нафта и ние како помала економија. Нарушен, не затворен, односно ограничено движење доколку имаме и мислам дека нема да го затворат целосно, дека нема да ескалираат војната целосно, дека нема да влеземе во тотална војна,
затоа што тотална војна значи комплетно нарушување, тоа значи судар меѓу две огромни во бројка воени сили и тука веќе не вреди ниту да се калкулира. Да, мислам зашто зборуваме за какви трансакции, нема да има трансакции. Тоа што јас верувам дека ќе се случи е дека ограничен конфликт ќе продолжи уште долго време, исто како што мислевме сега во Украина, ова движење, овој батальони се за реперкусиите ако тој ограничен конфликт потрае уште долго време, што ќе значи тоа за економијата и за пазарите, бидејќи сами го Скапа нафта, не прескапа, но доволно скапа за да биде проблем. Тоа ќе направи голем притисок врз индустрискиот сектор, особено во индустриското производство, но гледаме тука и добра шанса за заработување од енергетскиот сектор. Така се поставени работите сега, но како што и вие кажавте, толку брзо се менуваат изјавите, што може, ако зборуваме за некоја недела, целосно обратно да биде и индустрискиот сектор да биде тој што има најголем потенцијал. А што ќе се случува на финансиските пазари во светот, па и во Македонија? Какви се предвидувањата за македонската берза во 2026 и генерално за светските пазари? Симеонски рече, може ни и крах, поголем крах на светските финансиски пазари. Само да појаснам. Кажав дека може да има стагфлација и може да има пат, не крах. Не кажав крах. Крах е веќе нешто подраматично, тоа се случува во тек на рецесија. Не очекувам рецесија, но меѓутоа Хормудскиот теснез не е буквално затворен, но меѓутоа знаеме дека можеби над 90% од бродовите што поминувале таму не поминуваат, не носат нафта. Плюс имаме оштетување на нафтените полиња во Саудиска Арабија, на плинот во Катар и други веќе инфраструктурни нарушувања. Тие инфраструктурни нарушувања не можат да се решат преку ноќ. Ако пример војната заврши утре на една нафтена платформа за да го врати старото производство што го имале, ќе им треба барем пола година. Висока цена на нафта во догледен период. Да, не може тоа високата цена на нафта да биде без никакви реперкусии на економијата. Апсолутно јас стојам за тоа дека ако продолжи вака во ова темпо со затворање на Хормудскиот теснец, односно минимално приот на бродови, сметам дека стагфлација е сосема известна работа. Тоа веќе ги гледаме првите знаци во ЕУ. ЕУ, јас многу пати сум зборувал години уназад дека ЕУ има проблем со енергијата. ЕУ не се насочи кон енергијата да го реши проблемот, и каде што се снабдуваше со газ од Русија, се скара, знаеме приказната, и тоа е многу негативно на последиците на економијата, затоа што производството, за да имаме ефтини производи, мора да имаме ефтина енергија. Во случајот енергијата е висока и тоа ќе има дефинитивно реперкусии на светската економија. Ајде да се вратиме на темата. Вие како инвестициски менаџери, ако се најдете во ситуација каде пазарот се движи пред веста, што правите? Како вие реагирате директно? Следите, се повлекувате, игнорирате, тактизирате, калкулирате, му давате шанса на времето или? Слободно. Ние конкретно во Limitless Fund Management кризата исто така употребивме и позитивно за нашите клиенти, со тоа што имавме активно тргување на нафта. Тука во тој дел, во тие тргувања остваривме доста профит, имавме доста насочување кон нафтени компании, исто така имавме многу добри резултати. Не генерално периодов, мислев на оние 3 сомнителни дена, кога имаше твит па брза реакција. Секој еден менаџер треба да реагира на таквите случувања, така да и ние реагиравме во тие случувања. Имате клиенти кои тргуваат со нафта? Не, ние пошто сме приватен инвестициски фонд, тоа ние го правиме исклучително менаџерскиот тим. Јас и финансиските советници и менаџери со мене што се така да. Куцуловски, дали вие ги игнориравте овие случувања на во голема мера да. Зошто така се одлучивте да бидете воздржани? Затоа што поголем беше ризикот да се влезе во шорт позиција во тие неколку дни и тоа да се затвори, да се земат парите, повторно да се влезе лонг. Поголем беше ризикот тогаш дека тоа нема да се направи, посебно на толку многу портфолии, толку многу сектори низ кои што ние сме распрснати, отколку да го направиме тоа што го направивме во тој период. Почекавме, што имаше екстра ликвидност за време на деновите во црвено да купивме и еве на пример Вега Технологија инвестицискиот фонд од почетокот на војната во Иран до петокот сега април 24 направи 21% профит.
со тој пристап, со трпение и со правилна секторска изложеност. Добро, и како заклучок со неколку збора, бидејќи мораме да се одјавуваме, дали од себе ова што го зборувавме до сега, надлежните ќе си вршат истрага и ќе видиме до кој резултат ќе дојде. Меѓутоа, генерално од себе ова што го анализиравме, дали е поверојатно дека некој ја контролира ситуацијата или дека некој едноставно заработува од непредвидливоста? Дали некој го контролира процесот или заработува само тоа така како што е динамично, само кусо затоа што мораме да се одјавуваме? Океј. Да, некој заработува во позадина, тоа не треба да не спречи да ние бидеме спремни против идна инфлација и рецесија. Сите треба да продолжиме да инвестираме во себе си и во иднината. Контролира или или се снаоѓа во несигурност, плива добро во несигурноста? Па, како што гледаме, по доста индикации укажуваат на такви работи, но меѓутоа не можам ништо да кажам додека не се докаже дека е така на тие сомнежи, али како што кажав, високата нафта ако потрае, тоа реагира на транспортот реагира на храната, на производството, така да сите тие работи ќе имаат импакт на економијата и ќе имаат импакт на пазарите. И ако продолжи ова, како што кажав, значи тоа е големо ако продолжи исто така блокадата на Крумовскиот тесниц во голема мера како што е сега, сметам дека исто така ќе има и пат на берзите. Симеоновски и Кусуловски, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание да се каже. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма, имајте убав ден.